чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајба на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Во време кога сме окружени со брзи содржини и краткотрајни впечатоци, Какао потсетува на вредноста на приказните што имаат душа. Потсетува дека културата не е само забава, туку простор каде што се среќаваат минатото и сегашноста, личните и колективните сеќавања, музиката и животот. Какао е емоционално патување низ едно време, еден град и едни чувства, што сите ги препознаваме како свој. Имав ретка прилика и ме представуваше огромна чест, барем кратко да зирнам во магијата на подготовките за Какао. Приказната ја мечтаевме 3 години. Интензивно ја работевме година дена. Значи од минатиот јуни до овој јуни кога беше премиерата. Понекогаш е убаво да ги мечтаеш прво работите, за да доволно созреат во тебе и за да се заљубиш во нив. Кога ќе се заљубиш во нешто што сакаш да го направиш, ми се чини дека е полесно после да го работиш. Колку беше долг процесот да најдете оваа, како да кажам, за мене совршена екипа млади глумци? Знам дека имавте аудиции, знам дека тоа беше цел долг процес, ама како личеше сето тоа позади сцената? На почеток не изгледа дека е совршена. Имаш кастинг, се пријави околу 120 луѓе. Имавме еден кастинг, па втор кастинг, па после мечинг кастинг, значи горе-долу ги знаевме веќе главните ликови, па сакавме мечингот да го видиме, или совпаѓањето помеѓу глумците. И секогаш имаш дилема. Дали е вистинскиот избор? Она што мислам дека го направи совршен кастингот е да се вратам на првото прашање, кога еден ќе се заљуби во приказната, таа љубов ја пренесува и на другите. Кога ги заразивме и глумците, просто е невозможно да не го дадат и тие максимумот. Но се разбира, внимававме на нивните вокални можности, глумачки можности, па ако сакаш и изгледот, значи ни беше многу важно да е тоа добар спој. За среќа во Македонија има многу талентирани луѓе и не е тешко да се одберат. Дори тешко е помеѓу повеќе да одбереш. Да ви ја доловам сликата или да ви доловам како јас се чувствувам, би требало да ве повикам на проба, па за да ја осетите вие, убаво кажа Дејан, таа чиста љубов и радост што ја има секојдневно на пробите, цело време. Ова искрено за мене е како, не знам, остварување на еден сон, да бидам дел од едно толку големо нешто, толку голем проект. Неизмерно сум благодарна за екипата, за ваква прекрасна екипа што секој би сакал да ја посака. Благодарна сум за несебичната поддршка што во секое време имаат сите членови од екипата и на крај се надевам и знам дека ова ќе биде нешто кое што ќе го памтиме цел живот и ќе му се радуваме и ќе се гордееме. Морам да се заблагодарам на целата авторска екипа што ми ја додели оваа задача и оваа чест да се испеат песните на Владко Стефановски на голема сцена, на вистина представува една голема одговорност. Сум имал во текот на мојата кариера прилика да играм главни улоги, епизодни, споредни улоги. Меѓутоа веќе во оваа фаза слободно можам да кажам дека ова представува еден дефинитивно најголем предизвик во мојата кариера. Како изгледаше еден типичен ден и колку беше тоа захтевно за нив, зашто мене бар ме личеше захтевно? Интензивните подготовки за глумците почнаа после кастингот, односно некаде после новогодишните празници. Секој на свој начин се справуваше со предизвикот да дојде до улогата и глумачки, и пејачки, и психофизички. Она што можеби не се гледа е психичката понекогаш спремност или неспремност. Сите они, а и ние, да бидам искрена, поминавме различни фази. Страв, еуфорија, возбуда, анксиозност. Имаше многу фази во кои ќе тргне нешто, ќе оди добро, потоа ќе застане, па не оди, па не можеш да ја направиш коreографијата.
Кастингот, актерите во кастингот се актери, не се ниту танчери, ниту пејачи. И тоа беше голем предизвик за тие луѓе да стигнат до психофизичката кондиција за да можат тоа да го изведат на сцена. Секој се справуваше на различен начин. Знам дека некои од нив одеа на водно и пееа, други возеа ролерки по кеј, трети тренираа во теретана. Значи, секој си го наоѓаше, си го знае телото и се наоѓаше каде најдобро ќе може да го подготвува. И просто сега разбирам зошто во Македонија не се прават толку често мюзикли, но тоа не значи дека не треба да ги правиме. Треба да има доволно и наетливи продуценти, доволно храбри продуценти за да влезат во костец со една ваква продукција. Мислам дека публиката го заслужува тоа во Скопје и во Македонија. Создаден врз музиката на Владко Стефановски, текстот на Венко Антоновски и режисерската визија на Дејан Пројковски, мюзиклот Као Какао, низ љубовна приказна и препознатлива скопска атмосфера, ги отвора темите на младоста, пријателството, соништата и спомените што не обликуваат. Во центарот на дејството е љубовта. Не идеализирана и недостижна, туку човечка, искрена и ранлива. Љубовта како двигател на младоста, како причина за најголемите радости, но и за најголемите стравови. Скопје има микроклима, ниско лето, кочан зима, градски циди, голи брда, сино небо, земја тврда. Кажи ми која ти е омилена реплика. Пред неколку години една девојка ми рече дека седмата жица на секоја гитара која што е невидлива е љубовта. АБВГ да ѓеше се цеја кале манање. Што е љубовта за вас? Разбирање. Меѓусебно разбирање. Не се свига? Слобода. Движечка сила. Нешто што го движи светот и што го прави кугла место за живење. Насмени се, не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје. Во мюзиклот, Скопје не е само сценографија, туку град во кој се раѓаат љубовите, се создаваат спомените и се обликуваат животните приказни на лековите. Се обидовме некако да пливаме слободно во морето наречено Као Какао и да создадеме една музичко-сценска форма која што произлегува пред се од музиката на Владко, од неговите текстови, од потоа Венко, земајќи таа инспирација претвори во текст и заедно со актерите, со музичарите создадовме една, би рекол, наша форма. Сите заедно ја создадовме таа магија, ја создадовме душата на старото Скопје. Всушност, што е душата на старото Скопје? Душата на старото Скопје се луѓето. И мислам дека тој хумор, таа љубов, таа посветеност, таа верба ја има во овој мюзикал. Односно, како што вели ликот што го игра Рубенс, дека всушност многу е важно во животот од гасеница човек како верува со работа да стане пеперутка, бидејќи останатите луѓе се раѓаат и умираат како гасеници. Мислам дека е тоа лајт мотивот, бидејќи самиот мюзикал има една многу важна, убава порака дека нашата одлука и верба одлучува дали е Скопје крајот или почетокот на светот. Дека всушност соништата и желбите што ги има секој човек, од друга страна треба да има младоста, енергијата и силата за да ги оствари. Скопје во Као Какао не е само географски простор, туку состојба на духот. Градот се појавува како колективен спомен, како место по кое генерации ги живееле своите први љубови, први разочарувања и први победи. Скопје од Као Какао живее во колективната меморија на една генерација, но и во приказните што со години ми ги раскажувале моите родители. Време што не сум го живеела, а сепак на некој начин ми е блиску и познато. Можеби токму затоа представава успева да ги обидени различните генерации во салата. Постарите во неа препознаваат дел од сопствената младост, а помладите откриваат дека љубовта, пријателството, соништата и разочарувањата не припаѓаат на едно време.
туку на сите генерации. Сите знаеме дека во Македонија потенцијалите се многу поголеми, талентите се многу поголеми отколку што е реализацијата. И би било добро некој пат да се случи реализација која парира на тој огромен број таленти кои ги имаме. Се надам дека овој проект ќе ни носи само радост. Затоа што голема енергија е во прашање, голема енергија е собрана заедно. Ви имавте 3000 гледачи сега. Таа бројка ќе се зголемува. Зборевме за импакт, за влијание. Колкаво мислиш дека ќе е влијанието на Као Какао врз нашата културна сцена? Дека веќе зборав на што и фали. Како што кажав, мислам дека можеби и други ќе се охрабрат да влезат во едни посложени продукции. Импактот е што видовме дека имаме многу талентирани уметници, да не ги заборавиме и музичарите на сцена. Како еден од звездите на Као Какао би го издвоила Стефан Петановски, кој што додека не го појавивме во публика, луѓето просто мислеа дека гитарата е на Владко. Да. Кога го видеа дека тој свири, се сеќаваш дека и на премиерата беа овации. Значи, имаме млади, талентирани луѓе кои што немаат доволно можност да се представат пред поширока аудиторија. Нескромно ќе кажам, навистина ми дадовме нов живот на музиката на Владко Стефановски. Очекувам млади генерации наново да ја откриваат. Верувам, дури и ти не ги знаеш сите песни кои што се апсолутно. И почнав да ги слушам откако ги видов на мюзиклот и ги видов позади сцени на проби, и се заљубив пак во таа музика, што сум ја слушала ета кога сум била и помала и сега во поскоро време, ама некако се отргнав скроз и откако почнав со Као Какао се заљубив пак во таа музика. Така да ова јас можам како млада да го потврдам дека е вистина. Навистина таа музика е квалитетна, таа музика не представи низ целиот свет и целиот свет не разбра не само инструменталите на Владко и преработките на традиционалната музика, туку и неговите оригинални песни. Така што мислам дека младите ќе откријат една квалитетна и убава музика. Можеби некого ќе поттикнеме да се бави со оваа професија, кога ќе го види сето тоа на сцена. Многу од моите пријатели и луѓето кои што беа на 4 изведби кои што се зад нас, велат следниот пат ќе си ги донесеме децата. Да. Сакаме да слушнат и видат приказната за пеперутката. Ми се чини дека настрана музиката на Владко, настрана се, големата порака на мюзиклот е во вербата во себе. Дека секој човек, особено младите луѓе, треба да веруваат во себе, дека секогаш треба да ја умре мегасеницата во себе за да се роди пеперутката. Сите ние, секој човек на планетава поседува некаков квалитет. Наспрам зидените од кои што сме обкружени, наспрам системот, наспрам стереотипите кои не обкружуваат, некој ќе ти рече не можеш ти тоа, друг ќе ти рече батали го тоа, трет ќе ти рече нема пари у тоа, оди во нешто друго. Да. Значи, не бомбардираат секојдневно со некакви стереотипи повозрастните родителите кои што биле воспитувани во некаков друг систем. Вие младите, никој од вас не ве разбира дека одите кон нов систем кој е кон AI, кон тотално нов свет и мислам дека треба да ве оставим и токму тоа е приказната на младиот човек, на младите луѓе, дека треба да веруваат во себе. Као Какао не е само мюзикал. Тоа е омаж на љубовта, на младоста, на Скопје и на музиката која успева да ги надживее времето и генерациите. А можеби, токму во тоа се крие неговиот најголем успех, што нам потсетува дека некои приказни никогаш не стареат. А она на сцената
е приказна за сите нас.